Општините Кочани и Виница ќе останат вклучени и во втората фаза од програмата Ромактет, што се реализира со поддршка од Советот на Европа и Министерството за труд и социјална политика. Покрај двете локални самоуправи, во програмата се вклучени и општините Берово, Битола, Прилеп, Штип, Струмица, Крива Паланка, Шуто, Ризари, Гостивар, Кичево, Тетово, Дебар, Велес и Делчево. При тоа, градоначалниците од сите општини потпишаа меморандум за разбирање меѓу Советот на Европа и ресорното министерство. Според министерката Јагода Шахпаска, програмата Ромактет 2 е дизајнирана да гради политичка волја и одржлив ангажман на политиката на локалните власти, а целта е да го зајакне демократското локално управување, да изгради капацитет и да го стимулира зајакнувањето на локалните ромски заедници. Програмата Ромактет 2 е дизајнирана да гради политичка волја и одржлив ангажман на политиката на локалните власти. Целта е да го зајакне демократското локално управување, да изгради капацитети и да го стимулира зајакнувањето на локалните ромски заедници. Наша цел сепак е да градиме политики врз основа на реалните потреби на нашите граѓани. Програмата Ромактет овозможува еднаков пристап и учество на граѓаните роми во овие политики. Министерството за труд и социјална политика успешно ја спроведе и Ромет програмата и за тоа ја внесе Република Северна Македонија на листата на земји со најуспешна имплементација на оваа програма. Во изминатиот 4-годишен период, општина Кочани беше вклучена во првата фаза од програмата Ромактет. Првично беше потпишан меморандум за соработка во 2018 година. Период во кој што беа извршени неколку работни активности со проекти и грант од програмата, бетонирање на пристапни патишта во ромската заедница во должина од околу 1000 метри на локалитетите Колерски гробишта и Полацки пат. Стагнира бројот на жртви на семејно насилство во Кочани, но јакне свеста за пријавување на случаите кај стручните служби во меѓуопштинскиот центар за социјални работи. Во текот на оваа година пријавени се вкупно 25 случаи, во кои најчесто жртви биле жени, а 2 случаја се однесуваат за насилничко однесување врз деца. Според статистичките податоци од социјалните служби, во споредба со минатата година бројот на жртви на семејно насилство не расте, но јакне свеста за пријавување на насилството. Веќе трета година во Центарот за социјални работи е отворена 24-часовна телефонска линија за помош на жртвите, што придонесува за навремено детектирање на девијантните однесувања и насилствата од каков било вид. Со проектни и редовни активности за социјална поддршка на одредени целни групи се откриваат проблеми поврзани со насилството врз жени и девојчиња, што помага тие да проговорат за случаите, истакнуваат од Центарот за социјални работи. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на човекови права, локалната самоуправа на Кочани се вклучува во кампањата за нулта толеранција и спречување на насилството. При тоа, в недела во паркот ќе се одржи настан со кој ќе се даде поддршка на жртвите на семејното насилство. Кампањата е по иницијатива на Билјана Ангелова, сопруга на амбасадорот на Република Бугарија, а целта е да се поддржат жртвите, да им се објаснат нивните права и да се едуцираат каде да побараат помош доколку им е потребна. Ангелова преку социјалните мрежи повикува и на поддршка на жените и децата жртви на родово базирано насилство, како и преку донации на телефоните на А1 143 133 и преку Телеком 143 999. Заинтересираните можат да се вклучат и онлайн преку порака напишана на дланките и споделена фотографија на социјалните мрежи со користење на така наречениот хаштаг "Биди храбра" и "Стоп на домашното насилство". Согласно Законот за даноците на имот, општина Виница упати јавна покана за поднесување даночна пријава за утврдување данок на имот за 2022 година. Рокот за поднесување на пријавите е до 31 јануари, а обврска имаат сопственици, корисници и плодоуживатели на недвижен имот, како што се земјоделски градижни земјишта, шуми и пасишта, како и сопственици или корисници на згради, односно куќи или станови, деловни згради и деловни простории, административни згради и простории, згради и станови за одмор и рекреација и други градежни објекти. Даночната пријава се поднесува во рок од 15 дена од стекнувањето на имотот или со почнувањето на негово користење. Со тоа настанува даночна обврска за имот што бил стекнат или почнал да се користи во текот на годината, а пријавата се поднесува до општинската администрација на локалната самоуправа на Виница.
Даночна пријава се поднесува и за имот за кој обврзникот веќе поднел пријава, во случај кога настанала промена на податоците што се содржани во претходно поднесената даночна пријава, односно биле направени доградби или надградби, а со што се влијаело врз висината на даночната обврска. Со нова ликовна изложба продолжува 13 годишната соработка меѓу Кочанскиот центар за култура Бели Мугри и Кумановската меѓународна ликовна колонија Карпино. Од изработените слики направен е избор од 20 што во наредните 10 дена ќе може да ги видат граѓаните од Кочани. Годинава колонијата се одржа по 19 пат, а нејзин организатор е мултимедијалниот центар Карпино од Куманово. На неа учествуваа 11 ликовни уметници од државата ни и од странство. Меѓу нив учесник беше и ликовниот педагог Елизабета Зафирова Стојанова од Кочани. На свеченото отворање на изложбата беше искажано задоволство од досегашната соработка со Центарот за култура од Кочани, а начинот на творење на уметниците бил прилагоден според условите од ковид пандемијата. Се работеше акрил на платно, техники, темата беше слободна и дел од уметниците твореа во ресторанот, а дел твореа во домашни услови ради познатите причини на пандемија ковид. План е од Кочани се иде во Виница, од Виница треба да биде Пробишли, Пили, Свети Николе и ќе завршиме во Кратово. Инаку беше по повод ова изложба редовно се држува за прв пат во Куманово на денот на ослободување на Куманово 11 ноември. Сдруженијето Карпино преку меѓународната ликовна колонија го промовира средновековното светилиште од 16-тиот век во близина на Куманово. Локалитетот е познат како црковен препишувачки центар од средновековниот период. Општинскиот Црвен крст од Кочани ја реализираше и втората најавена младинска акција за крводарување, при што во неа беа вклучени учениците од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Во акцијата се собрани вкупно 21 единица крв, со што се потврди добриот одзив, хуманоста и солидарноста меѓу младите. Иако крводарителската акција се реализираше во период од само 4 часа, тоа не беше пречка за средношколците да се приклучат на повикот и да даруваат дел од својата крв. Заедно со претходната акција што Кочанскиот Црвен крст ја реализираше во Средното општинско училиште Љупчо Сантов, за само 2 дена собрани се 36 единици крв. Во реализацијата на крводарителските акции подршка дојде и од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Во рамки на годишниот план за крводарување, Општинскиот Црвен крст од Кочани ќе организира уште една акција, што е редовна и вообичаено се спроведува во последниот четврток од месецот. Овој пат таа ќе биде реализирана на 30 декември. Викендов ќе се игра 15-тото правенствено коло во втората фудбалска лига Исток, кое е последно во оваа есенска сезона. Второлигашите од Кочани и Виница ќе гостуваат, а резултатите од средбите ќе имаат влијание врз нивните позиции на табелата пред почетокот на пролетниот дел. По поразот во претходното коло на домашен терен од Прилепска победа, Осогово во ова коло ќе гостува во Радовиш на тежок надпревар со директниот конкурент за задржување на средината на табелата, тимот на Детонит. Надпреварот е од голема важност и за двете екипи затоа што победа или пораз може да ги помести 1 до 2 места погоре или подолу од позициите на кои сега се наоѓаат. Радовишани покажаа дека се незгоден противник токму на средбата од минатото коло на гостувањето во Виница против Слога, кога успеа да земат бод. Поради тоа може да се очекува дека на домашен терен ќе пружат посилен отпор и ќе се обидат на гостите од Кочани да им ја одземат 6-та позиција. Распоредот на надпреварите во ова коло не му оди во прилог на Осогово со оглед што и конкурентот Кожув на домашен терен ќе се сретне со последно пласираното Братство. Виничка Слога пак во последното есенско коло исто така ќе има потешка задача против Беласица во Струмица. Иако струмичани го загубија чекорот во борбата за врвот, сепак се уште ништо не е решено и веројатно пред пролетната сезона ќе се потрудат да фатат што подобра позиција. Надежите посебно се подгреани по ремито во македонска каменица од претходното коло,
а евентуална победа против Слога повторно би ги вратило Струмичани во калкулациите за лидерската позиција. Средбите во последното есенско коло се играат в сабота со почеток од 13 часот.